Значи, продолжуваме со серијалот едукативни разговори посветени на вашето здравје. Денешниот разговор ќе го посветиме на високиот крвен притисок, како тој влијае врз здравјето на луѓето, како да се препознае, што се е потребно за истиот да се нормализира со цел да не настапат некои потешки нарушувања во здравјето на луѓето. За таа цел повторно сме во поликлиника Џибадем Систина во Битола. Разговараме со доктор Димитар Душковски, интернист кардиолог. Доктор Душковски, драго ми е што имаме прилика да поразговараме за една многу осетлива тема за високиот крвен притисок, кој што се наоѓа како еден од причинителите за предизвикување на многу сериозни болести. Па еве на самиот почеток да објасниме што е крвниот притисок, кој е висок, кој е низок, како да се препознае, како да постапиме. Ви благодарам прво за поканата и за поздрав до вашите гледачи. Висок крвен притисок, народски кажано, или артериски крвен притисок во системската циркулација е секој онај притисок што е измерен над 139 се препораките со 89, односно на 140 со 90. Се има повеќе класификации на тој висок крвен притисок од 140 горниот народски кажам притисок, пошто сепак се обраќаме на публика која што се лаици за медицина, малку ќе разговараме со понародни зборови. Горниот крвен притисок, кој е првична хипертензија, во хипертензија број 1 е од 140 до 160, со малиот притисок до 100 и од 160 до 180 со долниот притисок до 110 и над 180 со 110 е третиот степен на итен случај, односно малигна хипертензија или хипертензивна криза. Крвниот притисок е познат и како тивок убиец. Значи, ова е зошто му е даен овој назив е заради тоа што симптомите доаѓаат многу покасно кај повеќето луѓе. Не кај сите, меѓутоа кај повеќето доаѓаат многу покасно. На почетокот не чувствуваат луѓето никакви потешкоти, може да се открие случајно при скрининг, односно консултација со лекар, кај матичен, кај кој било. Не значи дека едно мерење на крвниот притисок над овие бројки, што ги кажавме на 140 со 90, е поставена диагнозата за хипертензија. Спрема светските здруженија различно е спрема америчките, спрема европските, меѓутоа нијанси ги разликуваат. Едните кажуваат дека треба 3 пати да се оди на доктор на посета за да се измери крвен притисок над овие бројки, за да се прогласи пациентот за човек со висок крвен притисок. Другите кажуваат дека 2 пати, што стварно се нијанси. Исто има и хипертензија заради бел мантил. Бел мантил, луѓе се природно плашливи од лекарите, мислат дека нешто ќе најдеме и може да реагира така со покачување на крвниот притисок. Кои се ризик факторите за зголемување на крвниот притисок? Ризик фактори постојат повеќе за зголемување на крвниот притисок. Прво е генетиката што ја носиме во себе. Значи, ако имате некој фамилиарен член што претходно имал мајка, татко што имале крвен притисок, вие ќе бидете предиспонирани, не значи дека ќе развиете крвен притисок, меѓутоа ќе имате генетиката за покачување на крвниот притисок. Друго се обезноста, односно дебелината, поготово централната дебелина. Зошто? Секогаш ја си поставам прашање зошто, затоа што со секој килограм плюс имаме крвни капилари, односно васкуларно корито, кое треба да се наполни со крв, а тоа треба прави дополнителна резистенција и дополнително оптоварување на срцето. Физичка неактивност, односно намалени аеробни вежби, внесување на сол во исхраната, тие се примарни ризик фактори кои може да покачат крвниот притисок, што може да ги модифицираме во текот на животот.
Високиот крвен притисок може да, доколку не се открие навреме, може да биде причина за многу посериозни болести, значително да го наруши здравјето на човекот. Како треба пациентот и кога треба да се јави кај доктор за навреме да се спречи појавата на висок крвен притисок? Може би било акутно во моментов од некоја причина, меѓутоа не значи дека тоа е, како што реков, тоа не се рачуна за крвен притисок ако е покачен само во еден момент. Како треба да се однесуваат пациентите и кога да побараат помош? Пациентите, како што рековме, не чувствуваат симптоми, може случајно да бидат откриени преку скрининг прегледи и ако веќе имаат покачен крвен притисок, лекарот ќе им советува промена на начин на живот, на начин на исхрана, физичка активност за да го држиме крвниот притисок под целните бројки. Кај луѓе што се со повеќе коморбидитети, диабетичари и остали, препораките се за да се држи уште пониско него нормалната популација. Зошто ако не може со модификација само на животниот стил и исхраната, тогаш се воведуваат и лекови кои треба да го држат крвниот притисок пониско. Има 6 или 7, да речеме, групи на лекови кои во различни комбинации го држат притисокот во нормала. Секој пат американците сакаат да викаат cost benefit, значи колку кошта, не колку кошта во пари, односно колку кошта во здравје, ако го спуштите притисокот и колку добивате. Висок крвен притисок резистентен се прогласува оној крвен притисок кој не може да се регулира со комбинација од 3 различни лекарства, односно таблети за покачен крвен притисок. Сега, зошто инсистираме да е понизок крвниот притисок? Крвниот притисок е една од главните причини за оштетување на целните органи, ние ги викаме. Ако крвниот притисок подолго време, може тоа да трае со години, е главна причина за настрнување на мозочен удар, за миокарден инфаркт, за периферна артериска болест, дисекции, пукање нагло на ортата, односно на главниот крвен сад кој излегува од срцето, што е многу итна состојба, односно ако не се спушти притисокот и не се третира одма оперативно, над 90% од тие луѓе умираат. Споменавте и терапија, макар што подоцна ќе се навратиме повторно на тоа. Меѓу народот и се слуша, се зборува, еве јас сум слушнала за тоа кога еднаш висок крвен притисок ќе почне да се лекува, да се земаат апчиња за снижување на крвен притисок, треба нонстоп да се зема. Дали е тоа точно? Релативно точно, значи од еден аспект, значи ако лекарот ги препише апчињата, народот, односно пациентот не треба да направи самостојно прекин или модификација на дозата на тие апчиња. Треба сето тоа да оди во консултација со лекар. Од друга страна, не е точно дека треба цел живот да се земаат. Ако имаме човек од 150 кила, ако он ослабе на нормални вредности, ако почне да се бави со аеробна физичка активност, ако го намали внесот на сол во исхраната и сите овие фактори на модификација може да доведат до намалување на дозата на тие лекови или до комплетно, значи, исклучување од хипертензивната терапија. Значи, како што рековме, целната вредност ни е да го држиме притисокот ниско, во нормални вредности, за да нема оштетување на органите, срце, мозок, очи, бубрези, тоа све страда од покачен крвен притисок. Се има и исклучок, значи некои луѓе, поготово женскиот пол, зборуваат имаме низок крвен притисок, може да им мерат 90 со 60 крвен притисок или 80 со 50. Ако не чувствуваат симптоми, ако тоа е во подолг временски период со години е така, тој е нормален крвен притисок за таа особа. Значи не статистичката вредност на бројки што ги земаме е кај над 99% од популацијата, овие 120 со 80. Меѓутоа и овој крвен притисок се рачуна како нормален крвен притисок за тие особи.
Докторе, споменавте дека нема некои карактеристични симптоми, меѓутоа најчесто што чувствуваат пациентите кои што имаат висок притисок, кои симптоми ги имаат? Најчесто обично се јавува главоболката, претежно во тилната регија, која може да биде предизвикана и од висок и од низок крвен притисок, затоа мерите притисок или одите на лекар, може вртоглавици, диплопи, односно двојни слики, гледање, тешко дишење, дури и може да доведе и до пулмонален едем, односно да се наполни народски што викаме со белите дробови со вода, кои исто е хитна состојба. Меѓутоа најчести се, како што рековме, главоболката, тоа што ги носи пациентите на лекар. Кардиолошките прегледи се од голема важност за да може и да се открие навреме и да се лекува понатаму. Што се содржи еден кардиолошки преглед? Да, секако, значи, комуникацијата со лекар, со кардиолог е многу битна за диагнозата на крвен притисок, за покачен крвен притисок. Со самото доаѓање, кардиолошкиот преглед се состои од аускултација, мерење на крвниот притисок, кој што рековме може да биде моментално покачен, меѓутоа во анамнезата, односно интервјуто со пациентот, ние ќе се стекнеме со одредени податоци за начинот на живот на тој пациент и се насочува нашето истражување понатаму како да дојдеме до целната диагноза. Најпоточна метода, односно прецизна за поставување диагноза за покачен крвен притисок, односно хипертензија, е и носењето на 24-часовен холтер мониторинг за покачен крвен притисок, затоа што кога ќе си оди пациентот во ординацијата, тоа апарат ќе го мери притисокот и ни дава една статистика од 24 часа како се движи тој крвен притисок. Исто така и ЕКГ-то кое се прави при кардиолошкиот преглед може да ни покаже одредени промени, меѓутоа тоа е веќе ако крвниот притисок бил повисок подолго време, може да се забележи на ЕКГ-то хипертрофија на срцевиот мускул, кое после тоа продолжува со уште едно испитување што се вика срцева ехокардиографија и таму можеме директно да го измериме дебелината на срцето и неговата оптеретеност. Има и други мерки што се мерат на таа ехокардиографија, што ни укажуваат и не поучуваат кои лекови да ги примениме во понатамошната пракса. Колку ваквите кардиолошки прегледи се важни и колку треба превентивно пациентите да ги извршуваат? Затоа што рековме некој не е ни свесен дека има висок притисок, да има, тоа може да донесе до останати последици. Да, значи превентивните прегледи се најдобрата можност за да се открие, секој пат викаме она позната нама подобро да се спречи отколку да се лечи, меѓутоа немам некој впечаток дека луѓето на територија на Македонија сакаат многу да се дружат со лекари во ординација. Нашиот совет сепак е, значи, повелете, дојдете, ќе направиме еден консултативен преглед, колку често, па барем еднаш на година или две, да се проверуваат. Поготово за луѓе и фамилии кои што имаат фамилиарна оптеретеност, односно ризик фактори од страна на нивните родители, кои се ги носат со себе. Освен овие превентивни кардиолошки прегледи, што е она што можат граѓаните сами да направат за сепак да си го одржат своето здравје? Во однос на исхрана, што да консумираат, еве тука се и оние физички активности кои што сите лекари без разлика за кој здравствен проблем станува збор ги укажуваат на тоа физичка активност и кога сме кај тоа колку дневно или неделно треба да биде застапена таа физичка активност. Да, значи обично препораките се околу 30 минутно пешачење дневно. Тоа се аеробни, како ги викаме ние, вежби, значи може возење на велосипед, може планинарење, секако не теретани такви начини на вежба. Секој пат аеробната вежба е многу подобра и побрзо ги согорува и калориите и масните ткива на организамот. Сепак тие совети се индивидуални повеќе не отколку општи. Значи ова ние можеме да кажеме генерално општо во 30 минути, секогаш гледате кој седи
од Каршио вас да видите со кого разговарате, значи Записи со интелектуалното личноста ниво, и- личност и физикусот и тоа. Препораките сепак и јас предпочитам да се индивидуални, сепак не сме сите исти. Како пакет нашата институција Аџибадем Систина Тоа беше во моето следно прашање, што е она што Аџибадем Систина ќе преземе во неделата, обележувањето на неделата на високиот крвен притисок. во тек на наредната недела, значи ќе се воведи акција за покачен крвен притисок, односно недела на хипертензија, која ќе се состои од спроведување на кардиолошки преглед, електрокардиограм и ехокардиографија као комплет пакет. Мислам дека околу 2000 денари беше комплет пакетот. Што се содржи уште еднаш? Значи електрокардиограм, кардиолошки преглед, консултација со лекарот и ехокардиографија, која сепак е почетно нешто што треба да се направи за понатамошно иследување на хипертензијата. Ако има потреба, сепак ние ќе советуваме и дополнителни иследувања, што во консултација со пациентот и со лекарите ќе се спроведат. За било која болест секогаш се почнува прво со анализа на крвта. Дали на овие превентивни прегледи, дали тука ги вршите анализа на крв или ќе треба граѓаните од некоја друга лабораторија, тука има лабораторија, како се до тоа ќе биде организирано? Се зема и може да се направи анализа на крвта во нашата институција тука. Докторе, мене ми останува само да ви се заблагодарам за нашиот разговор. Се надевам дека барем малку успеавме граѓаните да ги поттикнеме да внимаваат на собственото здравје и сепак да посебно на крвниот притисок, заедно дали е висок или низок, да го нормализираат, доколку имаат некој здравствен проблем, добре дојдени се овде во вашата клиника. Секако, поздрав до Бидолчани, да се гледаме за убави работи. Значи сепак превенцијата е превенција и тоа е убаво одење на лекар, не е лекување. Се надевам дека и со овие наши едукативни разговори даваме свој придонес за тоа. Секако. Почитувани гледачи, тоа беше темата висок крвен притисок кој што го нарекуваат и тивок убиец. Доколку не сакате вие да имате ваков проблем и некој тивко да ве убива, тогаш обрнете внимание на вашето здравје. Доколку имате некоја тегоба, тогаш слободно дојдете во поликлиника Аџибадем Систина овде во Битола. Од 13 до 17 марта во ова клиника има промотивни прегледи кои што се содржат пакет кардиолошки прегледи, каде што ќе можете со стручните лица да разговарате и доколку имате некој проблем да го решите. Ми останува да ви се заблагодарам за вниманието и бидете со нас и во наредните минути со програмата на телевизија Орбис.